Благодарам, почитуван председател со комисијата Боја. Почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се почитувани граѓани, морав да се јавам за збор, особено после одговорот на заменик министрот за финансии. Почитуван заменик министр, сега гледам дека многу подобра тактика ви беше претходните 3 години кога ќе кажете амандманот не се прифаќа. Затоа што многу лошо ве спремале. Вие искажавте еден куп невистини во одбрана на нешто што е добро. За да го направите лошо. Кој ви кажа дека дрвото и огревното дрво е најлошиот загадувачки енергенс во природата? Добро да се прочита литература и да не ве брифираат од изјави и тенденции на економски оператори кои сакаат да пласираат своја опрема и своји производи на пазар. Проблемот на огревото дрво и загадувањето не е огревното дрво, туку е тоа што дополнително се гори со дрвото. Тоа се пластики, ѓубре, тоа е социјалниот момент каде што луѓето немаат култура на горење на огревно дрво. Проблемот на огревното дрво и загадувањето не е огревното дрво, туку е лошите закони кои дозволуваат да се гори мокро дрво. Тоа не е проблем на огревното дрво. Од научен аспект ќе ви кажам, загадувањето глобално, тука пред се мислам на CO2, ако дрвото се остави во природа, природно ќе умре. Каде ќе иде тај CO2? Со разградување на дрвото. Пак во атмосферата. Тоа ви е циклус. Не може вие тој циклус да го заспорите, да го анулирате. Според вас, тогаш е подобро да нема шума. Значи, полека, кога ве брифираат или кога давате тези, внимавајте да не зборувате глупости. Во однос на амандманот, тоа што го предлагаме, на прв момент изгледа дека ќе скратиме средства во буџетот. Јас ви викам на среден и на долг рок не. Намалувањето на цената на огревното дрво е еден од предусловите за борба со шумарската мафија. Во државата владее анархија, владее криминал, владеат мафии и тие мафии во отсуство на државна политика, во отсуство на организирано шумарство, пак ќе го снабдат пазарот со огневно дрво. Но, многу поскапо, и државата ќе изгуби по сите основи. И ДДВ, и вработени, и А1, А2, ние ги викаме репродукции и средства кои ги враќаме во шумата. Со тоа што вие овај амандман не го прифаќате, вие директно стимулирате дрвократство. Затоа што ви реков, борбата со сивото дрво, со нелегално пресеченото дрво, еден од предусловите е да имате ефтино дрво кое ќе го понудите на пазарот, затоа што во Македонија 90% од шумите се државни. И да имате понуда на дрво. Ни тоа го правите во моментот. Нити Македонски шуми има производство да понуди дрво на граѓаните, цената на Македонски шуми е превисока. Во такви ситуации и организираната шумарска мафија, и државното дрво, и краденото дрво се продава на пазарот и се пласира со загуба на државата. Значи, немате познавање за проблематиката и коментирате нешто што не знаете. Подобро ќе ви беше да кажете не го прифаќам амандманот, затоа што на вас ви е тесен интерес да стигнат пари во буџетот. Ништо друго. Ако збореме за енергетска криза, уште повеќе држи амандманот. Ако веќе во буџетот ставате дека имате кризи, дека економската криза ви важи, морате да обезбедите ефтин енергенс на граѓаните. Овој амандман е точно во таа насока. Затоа што ви кажав, ако не понудите дрво на пазарот, а го немате како македонски шуми, како национални паркови, на пазарот ќе ви дојде нелегалното дрво. Тоа ли го стимулирате? Тоа ли ви е целта со неприфаќањето на амандманот?
Промашена ви е тезата, амандманот е многу добар. Ова ние како фела, како шумарска фела, се залагаме години наназад. Затоа што ја гледаме шумарската мафија како функционира. Нема производство, цените на македонски шуми се превисоки, на крајот шумарската мафија ќе окупи и државното дрво и краденото и ќе го понуди на пазарот. Кој губи? Сите губат. Губи најмногу државата и губи најмногу вашиот буџет. Меѓутоа, вие тоа не можете да го согледате. Вие сте премногу ограничени во своето делување. Европска политика и даноци. Да. Меѓутоа, на вас ви требат одредени мерки во одредени сектори, како во шумарството, да ги расчистите работите. Ние немаме европско шумарство, ние имаме криминогено шумарство. Ние имаме криминогени структури во македонски шуми, во министерствата и така натаму, кои сето ова го стимулираат. Проблемот е многу едноставен. Ефтино дрво, државата да го понуди на граѓаните, режим на горење, да се гори суво дрво, која ќе отстои минимум 1-2 години во природа, врзаната влага да испаре, и режим на горење со одветни печки, каде што реално ќе се намали до екстрем загадувањето. Инаку вакви фоскули, загадување на природата, шума, горење, зачувување на шумите, како ги зачувувате шумите? Со стимулирање на дрвократството? Со тоа што се сече нелегално и на места каде што не треба да се сече? Со тоа што се сече покрај патиштата, што се пуштуши шумата? Со тоа ќе го заштитите природното богатство? Ви се молам. Ова е несериозно. Многу подобро ви е и за наредните амандмани ве советувам. Ако немате одговор, ако не сте стручно подковани за нешто, немојте да коментирате. Значи, ова е многу добар амандман и од аспект на зачувување на средства на граѓаните, и за заштита на шумите, и за борба со економската криза. Електрична енергија, од каде доаѓа електричната енергија? Знаете? Од јаглен, од Косово. Знаете што содржи тој јаглен? Асфалти. Знаете што е тоа? Директно загадување на животната средина и уништување на печките во рек Битола. Тоа ли ви е алтернативата? Да стимулирате загадување на животната средина? Чиста електрична енергија ви е од хидроцентрали, сето друго е загадување. Што зборите? За каква енергија зборите? И тоа што можеше да биде чиста енергија, чебре не го дадовте на грците. За без пари дури ќе ги плаќаме пари. Не си играјте со енергијата, не си играјте со работи што не ги знаете и не си играјте со стручната фела и со потребите на граѓаните. Ова е несериозно, ова е, да не кажам, на ниво на дилетализам. Благодарам. Ви благодараме на вас.